Благодарам, почитувам председавач со комисијата, почитувани пратеници, почитуван министер, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Пред нас е Законот за земјоделство и рурален развој. Веќе имавме експозе, представување на законот од страна на министерот. И на почетокот да расчистиме се работи за префрлање на систем од Министерството во платежната агенција, согласно одреден проект. Ке ми дозволете, како човек кој работел на слични проекти, да ви укажам на некои мои размислувања. Значи, ова се мои размислувања, за кои сметам дека вреди да се одвои време, затоа што пред нас е сериозна тема на дигитализација, односно на воведување на информациони системи во целата држава. Значи, ние се тежнееме кон тоа да направиме информатичко општество. Тоа значи дека сите системи кои ги има во државата многу, и сите се во различна фаза и се на различни начин сработени. Меѓутоа, проблемот е што ниту еден од тие системи или многу малку системи се меѓу себе поврзани. И тоа на некој начин ни ствара проблеми како да го финализираме целиот процес на, ајде ќе кажам збор дигитализација, иако дигитализација е нешто сосема друго, меѓутоа едноставен информационен систем кој ќе функционира на база на целото општество. Што подразбира тоа? Тоа подразбира прво поврзување на владата со сите останати чинители. Почнувајќи од министерства, агенции, катастар, економски субјекти, централен регистар фирми, земјоделски индивидуални стопанства, УЈП, финансова полиција, понатаму поврзување со банките, директно поврзување со царината, поврзување со агроберзата, поврзување со универзитетите, со факултетите, поврзување со се она што е институција на владата и се она што сака да влезе во тој еден интегриран систем. Значи, систем кој ќе поврза се во општеството. Тоа ни фали на нас. Реков, во моментот ние сме во фаза кога секоја институција си има своја приказна и на свој начин си ја тера приказна дигитализација. Меѓутоа, верувајте, колку повеќе одиме во оваа насока, без да кажеме во еден момент стоп, ние уште повеќе го продлабочуваме проблемот и во дадена ситуација кога ќе сакаме се тоа да го интегрираме, ќе биде многу потешко отколку даден момент да се постават работите онака што треба. Во однос на улогата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Тоа е министерство кое директно е поврзано со владата. Значи е во врвот на хиерархијата на нештата. Ако тоа е единствен систем на владата, односно тоа е систем на сите министерства, тогаш сосема е разбирливо министерството да заземе најгорна позиција. И сите системи да бидат точно лоцирани во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Зашто? Затоа што одењето надолу ви ускратува можноста да ги контролирате тие што ќе ги имат системите под вас. Вие убаво рековте, добронамерно се откажувате од систем. Кога се откажувате од еден систем, тоа по автоматизам значи дека нема да можете 100% да вршите контрола на тој што е под вас. Јас имав за моја среќа прилика да работам во еден проект шумарско-информативниот систем. Македонски шуми не сакаше да слушне за систем кој ќе биде под капа на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, затоа што некој ќе ги врше контрола. И тие инсистираа продажбата на дрво, издавање на документи да биде во нивна надлежност. Што значи тоа? Тоа значи дека вие како Министерство за шумарство
земјоделие и водостопанство, ќе немате целосен увид и контрола во тоа што ќе се случува во Македонски шуми, во агенцијата, во водостопанство и сите останати други системи. Не сумневам во прецизноста на проектот кој го спомнавте. Тие проекти се финансирани од Европската Унија и во суштина бараат решење според дадени ресурси како определена област да функционира. Пошто имам искуство, ви кажам, со работа баш во вашето министерство, на мен ми е јасно каква е состојбата таму. Фале доекипираност, фале персонал кој целото тоа ќе го обедини. Иако е под министерството и самите сектори не соработуваат помеѓу себе. И често пати знаат да ги закучат процесите, да не достават информација, да одреден систем затаи и сето тоа ствара после проблеми, на некој начин во суштина потајно си ја штитат фелата, си го штитат дворот и не сакат да дозволат интегрирање. Затоа што интегрирањето во суштина ќе ви изнесе на виделина многу слабости во подсистемите. Што е тука клучно? Контролата. Кога го имате системот под ваша капа, вие имате контролата. Во секоја друга ситуација, тоа што ви објасниле дека вие имате линк за увид во системот, тоа е точно. Меѓутоа, секогаш тој што го има системот може да ги дозира податоците. И на вас да ви даде сервирани податоци за кои не знаете дали се веродостојни, дали се коригирани, дали се одработени, преработени и така натаму. Според мене имате две опции. Или да го пуштите овој проект и закон вака како што е, меѓутоа да бидете свесни дека еден ден ќе мора да се вратите назад. Односно ќе морате и тој систем, како и сите останати, да ги земете под своја капа, за да ја имате вистинската контрола како министерство. Воспротивно, ќе изгубите функцијата на контрола и можноста што ги нудат овие системи. Да бидам пластичен, сега да не зборам, не одма право за криминал, за злоупотреби. Јас сум професор на УКИМ. УКИМ го има системот за студентите, I know. Сите студенти се членови, сите факултети се членови, сите професори се членови. Меѓутоа, УКИМ го има системот. Јас можам по грешка да направам оценка. Студентот може по барање на студентот да преполага. Јас во системот можам да ја коригирам оценката. Меѓутоа, тоа го знаат сите, го знае и УКИМ. Доколку одиме надолу, ако е тоа систем на факултетот, ќе го знае факултетот, нема да знае што се случува УКИМ. Доколку одиме подолу, на ниво на професор, само јас ќе знам што се случува со оценката. Ме сваќате, колку одите понадолу, ја губете контролата од надредените. Според мене, секогаш постои опасност од злоупотреба. Може би вие во моментот да функционирате во дадена ситуација, семенливо ќе дојдат други луѓе и така натаму и така натаму. Можноста од злоупотреба секогаш е присутна. Дали тоа ќе биде случајно? Дали ќе биде, како да кажам, системска грешка и биде намерна, вие нема да имате увид во целата таа проблематика. Едноставно, ќе му ја дадете ингеренцијата на агенцијата, меѓутоа ќе ја немате контролата. Што се однесува до самиот систем, системите функционираат, податоците може да ви бидат и во Америка, и во Министерството, и во Телеком, значи тоа се големи системи, што нема врска да го преместите компјутерот од едно на друго место. Мој добар совет ви е да се консултирате со стручни луѓе од оваа проблематика. Нека се трансформират вработените, нека се трансформира
и поголема ингеренција на агенцијата, меѓутоа не го давајте системот. На вас, за да го имате системот, ви треба еден вработен. Имате хардвер, знам дека го имате можност тоа да го оперирате, дадејте и ги сите влезови и излези на агенцијата. Не го давајте системот. Тоа е кодот. Ако го дадете кодот, ја губете можноста да контролирате и во дадена ситуација да бидете тоа што викаме дека е Министерството капа на се. Да проверите што се случува, како се работи, зошто се работи и така натаму. Извештаи кои ги добиваме во хартија, тоа е недостатокот на дигитализацијата. Секогаш може да бидат фингирани, наштимани, дотерани за министерот да прочита и вие ќе решавате равенка со грешни податоци. Нема да знаете колку корекции се направило, дали се направило корекции, колку се незадоволни граѓаните, какви проблеми има, каде се настанати проблемите, нема да имате увид во тие работи, туку ќе ви дадат дозирани информации. Тоа добро го знаат тие што работат оперативно и имаат реални проблеми, да бидеме на чисто. Тоа е сериозна работа, додека да се подигне, додека да се стави во функција. Меѓутоа, мој совет ви е да се консултирате со стручни лица од филата информатика, да ви ги објаснат овие работи, процеси и совет да не го давате кодот. Ви благодарам.